сабота на 21 март се одбележува светскиот ден на Дауновиот синдром, ден посветен на прифаќањето, љубовта и еднаквите можности на сите. Овој ден не потсетува всушност дека различноста не дели, туку дека не збогатува како општество. За значењето на 21 март или денот во годината кој што се посветува за подигнување на свеста за лицата со Даунов синдром, малку повеќе во продолжение на лице место со Марија, како што и споменав, таа ќе зборува со Сузана Стојановска, подетално ќе ја најави Марија во продолжение, а и за предизвиците со кои што се соочуваат лицата со Даунов синдром. Марија, добро утро. Добро утро, Иване, и до тебе. Преку ова вклучување на лице место ќе го најавиме светскиот ден на лицата со Даунов синдром 21 март, кој што се одбележува ова сабота. Ќе дадеме простор во нашата утринска емисија денеска во однос на оваа тема. Ќе напоменеме да, како што напомена и ти, за тоа дека самиот ден иницира на тоа да ги прифатиме различностите, дека разликата е убава, но исто така ќе напоменеме и за сите оние предизвици со кои се соочуваат лицата со Даунов синдром и всушност ќе кажеме дали на некој начин имаме инклузивно општество кога станува збор за овие лица. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Сузана Стојановска, председател на Сдруженијето за рехабилитација и инклузија на лица со Даунов синдром, Дневен центар Доза Среќа. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телмо. Добро утро, добро ве најдов и ве благодарам на поканата. На самиот почеток ќе прашам како ќе го одбележите овој ден, односно вашето здружение како ќе го одбележи светскиот ден на лицата со Даунов синдром, кој што се одбележува оваа сабота? Да, пошто нели се стремиме кон инклузивно општество, да ја покажеме инклузијата заедно со членовите од проект Среќа. Ќе се обидеме низ градов да прошетаме со транспаренти и да поделиме малку среќа. Покрај транспарентите ќе има и гушкања, нели така се дели среќата и љубовта. Освен овие убави работи, односно убаво ќе биде нели да се види едно такво одбележување на самиот ден, кажете ми со какви предизвици се соочуваат лицата со Даунов синдром и нивните семејства во нашето општество? Така, значи има многу предизвици. Најголем предизвик е неприфаќањето на овие лица. Се случува една интересна работа, тоа неприфаќање во почетокот, значи додека се мали во градинките и во пониските одделенија прво, второ, трето, не се чувствува толку многу, значи немаме проблем со децата прифаќаат. Доколку нели и плюс имаат едукација од дома. Неприфаќањето е поизразено, нели, веќе кога се поголеми дечињата, да не речем од возрастните. Најголемо неприфаќање имаме од возрастните лица. Се соочуваме, значи, со тие предизвици, се соочуваме дополнително со траума после кај лицата со Даунов синдром, затоа што они многу се чувствителни, многу се емотивни и секое такво неприфаќање, они го доживуваат како нели траума и подоцна се одразува на нивното психолошко и емотивно здравје. Верувам дека сте имале можност да зборувате со лица со Даунов синдром токму за вакви ситуации, за тоа неприфаќање. Што поточно ви кажале, како се почувствувале во тој момент кога го почувствувале тоа неприфаќање од општеството? Значи на почетокот, за жал, овие лица не кажуваат. Воопшто не сакаат ништо негативно да кажуваат. Најчесто ние родителите дознаваме од некој друг од страна што го видел тоа и после на разни начини, нели со психолози, со разни третмани, се обидуваме и доаѓаме до вистината додека почне детето да зборува. И за жал некои деца воопшто никогаш не прозборуваат за проблемот, што дополнително доведува до една психолошка тешка состојба. Децата се затвараат дома, не сакаат да излегуваат и има многу голем регрес. Како да се промени тоа неприфаќање според вас? Најчесто тоа доаѓа од индивидуалци, значи повеќето еве да речам популацијата може и не ги прифаќа, меѓутоа не им прави ништо лошо. Меѓутоа има некои што покрај што не ги прифаќа, грубо се однесуваат со нив, не ги сакаат во своја близина и ние навистина не можеме тоа туку така да го промениме. Тоа би дошло, таква промена би дошла, да речем, после неколку генерации, кога овие дечиња сега што се мали, се едуцираат, ги гледаат во своја близина лицата со посебни потреби и од мали се научени да ги прифаќаат различностите.
Кажете ми, дали овие лица се соочуваат со проблеми, односно со предизвици кога станува збор за образовниот систем, здравствениот систем, дали можеби тука има некои пречки? Па има, навистина има. Образовниот систем е значи имаат сега асистенти децата, меѓутоа во училиштото се оставени се само на асистентот. Да не речам, не толку наставниците се замараат со децата. Асистентот е тој што треба да подготви програма, да работи со детето. Меѓутоа, пак ќе кажам, возрастните наставниците треба да се тие што ќе го направат класот, одделението инклузивно, за да биде детето прифатено, за да на еден начин ете го дружат другите, да не е оставено постојано само со асистентот, да биде и на часовите и за време на одморите. Бидејќи го напоменавме тоа неприфаќање од индивидуални лица, ќе прашам и ве пред самиот крај, како всушност оние кои што можеби се плашат да придат на лица со Даунов синдром, се плашат да не ги повредат, не знаат како правилно да изреагираат, каква порака пак ќе упатите до нив? Не зборувам за лица кои што не прифаќаат, туку зборувам за лица кои што можеби се почувствителни и во тој момент не знаат како да придат на лица со Даунов синдром. Така, лицата со Даунов синдром покрај, нели, Даунов синдром се нарекуваат и деца на сонцето. И еве една порака, не мора ништо да зборувате, ништо да кажувате, едноставно гушнете ги. Тоа е најубавиот подарок за нив. Да. Ви благодарам многу за одвоеното време. Драго ми е што имавме можност да одвоиме време и да кажеме многу повеќе за лицата со Даунов синдром, но и најважно од се да напоменеме како ќе го одбележите самиот ден како здружение. Така, ви благодарам јас. Благодарам уште еднаш.